Размислувам една работа која што уште сме во еуфорија, претпоставам секаде македонците се во еуфорија. Иако интересно е, Португалија вчера загуби од Србија дома, на веќе готово, направија вересија и сега ќе треба да играат бараж. Плачеа зашто ќе играат бараж. Ние се радуваме зашто ќе играме бараж. Тоа е, од кој референтен систем како гледаш на работите, така и се чувствуваш. Но без оглед на се. Одличен успех, прекрасно и ни ги исполни срцата на сите македонци каде и да сме нормално. Направив една анализа, баш си запишував додека се подготвувам за денешната епизода. Интересни моменти има. Ќе ви споделам денеска во денешната епизода и плюс уште нешто што се случува интересно во Малта. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Let's get started. Гледам сега што сум запишал, извадив чисто да направам една паралела од она што ни е муавет Катар, Малта и чисто оквирно ќе земам како паралела Македонија. Немав представа, јас мислев дека е мал Катар, ама Катар е 4 пати поголем од Малта. Мал е, но 4 пати поголем од територијата на Малта, а половина од македонската територија. Што се однесува до жители, Македонија по официјалниот попис, оној претходниот, не овој сега, е околу 2 милиона. Мислам дека сега ќе го изфингираат на некаде 1.800.000, 1.500.000, а реално се сигурно не повеќе од 1.100.000 во Македонија. Значи тоа ќе го оставам вие да си процените колку. Катар има 2,5 милиона жители. Малта, знаете, пола милион едвај.
А во густина на население на државата, Македонија се води официјално како 82 жители на километар квадратен, Катар има 219 жители на километар квадратен, а Малта има по новата статистика 1633 жители на километар квадратен. Затоа и една во Европа е број 1 по густина население, а во светот е меѓу најгусто населените 3 или 5 држави. Значи интересно ќе биде. И она што е интересно, дај Боже да обезбедиме учество во Катар, иако не е веќе баражот како што беше порано баражот, да играат, значи, две репрезентации дома гости, туку ќе се направат групи, ќе има полуфинале и финале и само уште тројца од сите овие второпласирани и двете плюс од Лигата на нации ќе обезбедат учество во Катар. Ќе биде интересно. Различен датум од 21 ноември до 18 декември, зимско време во Европа. Стадионите се на многу мал простор, практично како во еден град се сместени. Практично кодите во Катар ќе може денеска да гледате една група, утре друга група, заутре трета група, сите се блиску. Не е на голема далечина. И интересно искуство за нас нормално прв пат во историјата. Дај Боже, па ќе собираме и албумите, сликичките. Има многу интересни работи за Катар. Јас неколку пати имам споменувано, имам еден добар текст, ќе ви прочитам сега, ќе ви извадам неколку секвенции, каде што тоа е она лоша страна на спортот, која што парите ставија рака и направи еден тотален хаос во себе ова, па така и Катар дојде да организира светско првенство. Тоа е тоа, од прилика, што се однесува до фудбалот.
Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Кога сме веќе кај фудбалот и кога спомнам фудбалот, сега ќе направиме една паралела и кажеме една информација што јас не одамна ја дознав за мал фудбал, за футсал во Малта, значи официјална лига што е направена, имаме екипа што се вика Маседонија. Верували или не? Прва е на табелата. На третото место е Спартанс од Србија. Има на 7 или на 8 последно 8 екипи се. Адзури, претпоставам дека се италијани. И јас не сум многу информиран, ја видов табелата, видов дека се први, гледам дека растураат дечките, сите се македонци и планираме наредната епизода да им одиме или на гости или да ги договориме некаде тие да дојдат и да направиме уве да ви ги представиме. Една македонска фудбалска гордост која што растура футсал во Малта. Дечки, ако ме гледате, ако гледате оваа епизода, подгответе се, се слушаме следната недела и или сте ни вие гости, или сме ви ние вам гости. Значи тоа ќе биде една од темите, но ќе го ставиме за следната епизода. Сега кога сме кај патувањата пак, од другата страна нели размислуваме, најбаш да стигнеме и да одиме во Катар и ние тука ќе тргнеме. Таман ќе се направиме на паралела да видиме која е разликата на тие малите земји, нормално. Стандардот пред се, економијата, не сакам ни да ги споредам. Гледате колку работи се променија во Катар, кога стана збор за фудбалот. Веќе може и алкохол да се пие таму, а не беше дозволено, барем според почетокот. Не знам како ќе биде самото светско првенство, но имаме време до тогаш. Сега како ќе патуваме? Тоа што е променето во однос на Малта е, верувам, веќе променето за сите земји во Европска унија, за нас македонците важи, само сакам да го потенцирам денеска. Третата бустер доза што е планирана, важи за сите, ќе добијат европски сертификат и можност за патување секаде, без разлика дали примиле Синофарм предходно, бидејќи таа не е се уште признаена во Малта, за македонците зборам. Сега, како трета доза, ако примеле една од оние кои што ЕМА ги признава, тогаш се добива повторно
европскиот сертификат. Со него може да се патува секаде, па дури и во Катар. Значи, ова информација запаметете ја. Ако веќе се одлучите на трета доза, тогаш одберете некој од вакцините кои што ги признава Европска унија и така ќе добиете сертификат, бидејќи во Малта веќе невакцинирани не може да пристигнат. Никако. Деца над 12 години, значи тотално невозможно да дојдете дури ни на одмор, дури ни на посета ако ги немате вакцините. Австрија од денеска мислам дека направи и тотален локдаун за невакцинирани. Не можат буквално ни по улица веќе да се движат. Не знам како е системот, како ќе биде тоа, како ќе им функционира, како ќе одат во продавници, како ќе одат на работа. Веројатно веќе имаат разработена шема, ама се затегнуваат некако работите. Затоа оваа вест која што ви ја пренесувам сега, имаете ја на ум и ако веќе одлучите за трета доза, одберете тогаш една од вакцините признаени од ЕМА. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Многу работи се случија интересни кои што би биле во рубриката и ин и аут во Малта, ама јас се одлучувам за следните. Ќе ги видите веднаш за една минутка. Тука е крајот на денешното издание. Се надам дека ќе бидете во добро здравје, веќе ви најави што ќе гледате нешто во следната епизода, а ќе биде интересна и таа по неа, бидејќи ќе ја снимаме надвор од Малта. Не ви кажувам каде. Го оставам како изненадување и ќе видите паралелата со еден друг интересен град, исто така медитерански, да правиме мала паралела. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Let's get started.